Итна реформа на изборниот модел, отворени листи и намалување на бројот на изборни единици бараат помалите политички партии. Апелираат владеачките партии час поскоро да ги подготват измените на изборниот законник и да ги достават до собранието. Во спротивно, повторно ќе бидат принудени да прават коалиции и да зависат од нив. Дом бара една изборна единица, додека БЕС и Алијансата на албанците предлагаат да има 3 изборни единици. Со отворените листи пак ќе се добие една поголема одговорност на самите избрани функционери и на претениците и на советниците, бидејќи граѓаните директно за одредена личност ќе можат да гласаат и соодветно на тоа и последователно во нивното практицирање практично на функцијата ќе бидат лично повикувани на одговорност, бидејќи имаат и не само партиска, како што сега изборниот модел повеќе ги фаворизира особено големите политички партии, но една поизразена лична одговорност. Владата уверува дека ќе се исполни ветувањето од 2016 година. На изборите ќе им се даде поголема шанса на помалите партии да имаат повеќе пратеници во законодавниот дом. Премиерот Заев се надева дека наскоро ќе има лидерска средба со Христијан Мицковски на која ќе се дискутира за ова прашање. ВМРО ДПМН се уште нема изградено став дали ќе поддржат или не намалување на бројот на изборни единици. Во било каков модел, ВМРО ДПМН е добитник на следните парламентарни, редовни или вонредни избори. Тоа што е јасно е дека ваквите пробни балони, како што рековте, ја беа пуштени од второто лице на Зоран Заев, председателот на државата Стево Пендаровски, се само во насока на дефокус од реалните проблеми, од економската катастрофа, катаклизма, која што ја тресе државата. Пропорционалниот изборен модел со отворени листи е препорака од Европската унија и ОПСЕ од ДХР, а неодамна поддршка доби и од председателот Стево Пендаровски, кој смета дека е добро за демократијата да има помал број изборни единици, без праг или со минимален праг на потребни гласови.